Во наредните минути се дружиме со Ана Петановска, која што дефинитивно е освои домашната публика одамна, а веќе последниве неколку години и балканската публика на сите балкански фестивали. Звезда на балканските фестивали. Веќе така те најавуваат и ние така ќе те најавиме. Добре ни дојде, Ана. Стварно ми е многу драго, значи премили зборови, добро утро, значи и стварно ми е многу драго што сум повторно тука вака нонстоп, некако си се дружиме, имаме прилики. И колегата сакаше нешто да додаде, меѓутоа го прекинав. Сакав да кажам дека доволно да се каже питан и да се знае веќе за што станува збор. Еден од најталентираните, еден од најубавите, најмоќните вокали. Сме соработувале, се дружиме и знаеме Ана кога нели ќе дојде до микрофон, тука веќе е крај на приказната и ти благодарам, стварно многу ми значи. Мислам искрено и многу ми е драго што и луѓето така доста често ќе кажам дека го добивам тоа како фидбек и стварно ми е многу драго, а се должи на стварно на искрената желба и од срцето. И ушто морам на почеток да додам, кога ќе каже Маја Джаклиевска дека знаете да пеете и дека сте успеале барем и неа колку толку да ја доловите, тука мислам дека тоа е тоа. Да, искрено. Да, искрено, тоа беше неверојатно искуство и стварно ми беше една од најголемите импресии од Белград годинава и е неверојатно да се доживее тоа, да е така претходно да се доживува толку далеку, а во тој момент онака баш да се искуси и да малце беше surreal, онака како викаат, баш онака баш како невистинито дури како во сон. Ама стварно беше голем ветер во грб. Честитки за настапот на Белградска пролет. Со оглед тоа дека го знаеме како Белградско пролеće, некако тешко ни е да на овој назив. Колку ти значеше оваа песна со оглед на тоа дека ја препеа балада за ангелот на македонски јазик и ја исполни практично на. Така е. Па од секогаш беше планот всушност таа е првата песна со која што јас ја започнав мојата соработка со нашиот добро познат композитор Копров. Така. А во секој случај самата песна композиција беше во план да биде прво на македонски јазик, бидејќи нели тоа е она со кое што јас резонирам прво, нормално мајчиниот јазик е тој кој што прво гравира во резонирањето на уметникот, од таму од каде што доаѓа секој нели нормално, а и ми е многу драго што конечно ја направивме верзијата на македонски јазик, затоа што и има некако и во емоцијата се чувствува разлика од првата верзија која што одеше нели на една година 2024 на Белградска пролет фестивалот, па се до сега доби некако друга димензија и навистина многу ми значи песната, навистина е многу и иако има директна референца нели од нешто што е инспирирано од нашиот легендарна икона на македонскава сцена, а тоа е Тоше Проески, нели? Иако е со негов елан обоена, јас сметам за свој печат. Да. Сега како започна цела оваа фама со балканските фестивали, затоа што навистина си звезда и добре дојде на ширум Балканот и некако главното внимание го заземаш ти последниве неколку години. Па навистина, мислам, многу е убави искуства се многу фестивалите, бидејќи навистина ти отвараат некако видици за секој, мислам, секој уметник е убаво, сметам според мене да ги доживее тие искуства. Некако многу сум среќна што има толку убав фидбек и останативе, мислам, прошливе пати кога сме биле, неколку веќе втора година, трета година поред веќе сега во најава третата ќе учествувам на тие неколку фестивали. Преубаво е, најубавиот дел од се е нели самиот пласман, тоа многу луѓе можат да го кажат што имале искуства, не е самиот пласман, туку е и мрежата на колеги и сваќаш колку музиката живее во сите од нив. И е многу еден огромен комплимент на се тоа што го правиш и јас навистина уживам и мислам дека искрената желба и од срце тоа што се прави стварно некако се чувствува и многу ми е драго што луѓето баш така ја доживуваат како што и ја музиката. И таква беше реакцијата, гледав Белградска пролет и убава реакција од публиката се разбира на твојот настап. Фантастично беше, јас стварно ми е уште импресии имам. Уште еден успех имаш во Шибеник, најдобра интерпретација, меѓутоа тука и поканата од Кроација Рекордс за соработка. Да, тоа е неверојатно, јас некако морам да признам, не сум од оние генерации кои што ја доживува Кроација Рекордс така како што е со низината нели величенствена сила која што виреела во ексиу светот, но морам да кажам дека е стварно еден голем, го доживувам како некој нели белек, како обележување една убава круна на целиот тој напор до сега створен во однос на тие композиции кои што ги праќавме на фестивалите и навистина ми е
Тогаш, да, баш точно во право си, тогаш беше првото повлекување да се ангажираат како продукцијска куќа за албумот и ми е навистина чест. Што ново се случува, ева, затоа што гледаме дека навистина многу нови врати се отвараат во твојата кариера и всушност да пресметаме малку колку веќе си активна на музичката сцена, после колку години доаѓа тој некој мед за собирање, ако може така да кажем. Така. Колку ни е умна Симона. Да, мудри. Значи, да, мудри, стварно беше елоквентно дека кажано. Во секој случај јас имам многу желби и планови за себе кои што доста време ги имам и најавувано, но и навистина годинава многу напорно работам на тие, значи на авторски план поготово, како некој свој индепендент, независен проект, како свој личен. Меѓутоа не би можела повеќе да кажам од тоа, можам да кажам дека стварно сум доста ангажирана годинава, многу стварно се отвараат многу врати и тоа некако мене толку лесно, полезно ми дојде во смисла на никогаш не го планирав така. Јас си терав по својот пат, си одев, ми се отвараат некои врати, ги нели стремев кон приликите, ги користев во смисла на нели ја користиш приликата да одиш да го видиш тој некој нов свет на музиката таму, а и тука нормално. Многу ми е драго што имав шанса еве годинава да ги запознаам, значи нашите великани со едни од најиздржаните музички светски квалитети, можам да кажам. Владко Стефановски, значи Маја Оджаклиевска, Наташа Михајлович, не знам, има уште многу имиња и би можела онака цел ден буквално вака да листа. Цела на колку сум благодарна и стварно е благослов она што се случува сега, така што допрва тоа метчето сега го преобраќам на вистина во изразување на свој музички идентитет. Ама те сакате и публиката, меѓутоа и колегите, ќе ме потсетиш само на годината на концертот кој го работевме во Македонската опера и балет. Да, 2024 беше тоа, година. И сега морам да го споменам и Владо тука, Владо Јаневски, бидејќи дојде и тој на твојот концерт. Да, така беше. Беше една од нашите нели последни практично соработки и видувања со него. Тоа беше еден концерт за паметење на фантастична енергија кога сега ќе се присетам и навистина ми е драго што бев дел од тој проект. Многу ми е драго и мене стварно, значи некако имавме стварно прекрасна дружба и тогаш и некако се споивме и нели на иста фреквенција, едноставно имаше хемија целиот тој проект. А и да, беше последната соработка фактички со Владо, мене навистина ми е многу сега вака ретроспективно кога гледам, стварно беше еден многу убав настан и многу сум вечно ќе му бидам благодарна на Владо од се срце што таква величина од текстописец и од уметнички што не знам што се одлучил да ја круниса целата таа поддршка Ветер да ја круниса дека имаш поддршка од искусните колеги сега која имаш години наназад, меѓутоа затоа што можеш да направиш таква споредба, малку и за публиката, каде е полесно да се освои пошироката јавност, дали од дома, од каде што потекнуваш, или веќе на овие балкански фестивали е некако полесно да им го украдеш вниманието. Тешко ли е Македонија да се освои да се докажеш пред нашата публика? Вау, ова се многу јако прашање. Некој мудрица е сега. Не, стварно многу добро прашање, па мислам дека секоја публика некако со свој нарав пристапува во смисла на тоа. Или можеби ти пак имаш поголема одговорност пред домашната публика? Па да бидам искрена, да. Да, еве ќе почнам стварно со тоа. Македонија е стварно многу, дефинитивно најмногу поддршка имам од својата земја. Мислам, ова стварно нескромно го кажувам, имам многу поддршка од моите колеги, од семејството, од кругот на пријатели, од многу страни. Јас барем моето искуство, знам дека за многу луѓе нели за жал не е така, многу имаме различни мислења, меѓутоа јас нескромно можам тоа да го потврдам. Меѓутоа можам да кажам, еве, ја издвојувам нонстоп. Има некои земји кои што имаат свој затворен пазар, да речеме, и потешко ги прифаќаат странните луѓе, меѓутоа кога се доволно е само да се пристапи со како да кажам, со една доблест во смисла на нели непретенциозност и само да се следат своите сопствени вредности и така само единствено се проаѓа низ странството во смисла. Ама прифаќаат, луѓето сакаат музика секаде. Така што најбитно кај тебе за една песна, рековме дека неспорно еден од најубавите вокали кај нас, меѓутоа колку приказната и емоцијата ти е, верувам дека ти е бит. Меѓутоа ти како го доживуваш од твоја гледна точка? Така, апсолутно.
за една песна, да речеме, јас нешто што би доживеала како ете тоа е тоа, да го има тој вау фактор и тоа е тоа, дефинитивно е доживувањето на песната, значи од аспект на мелодијата да те движи, текстот да се поврзеш со неа, бидејќи ако пејачот не е инвестиран во песната во смисла на, нели, емотивно инвестиран, така. Се чувствуваат. Публиката не може да се излаже, слушателот не е некој кој што може така лесно да се... Веројатно е всушност балада за ангелот. Па, да, дефинитивно. Да, баш и на тоа мислев некако дека, да, баш е тоа, некако доби сосема друга призма и многу повеќе ја доживеав на македонски. Ќе ја слушнеме секако и на одјава на денешната емисија. Ова нека биде, еве, драги, за тебе да повторно ни дојдеш за скоро на следна средба и да представиме се што е ново. Нешто ни спомна зад камерите дека во ноември ќе се случува, не откриваме за сега ништо, меѓутоа тука сме да поддржуваме и да пренесуваме. Да, така е, многу ви благодарам. Друштвото со вас е стварно секогаш преубаво. Ги поздравувам сите гледачи пред екраните и се гледаме секако за скоро. Уживавме. Бареме многу за издвоеното време.